Што да правиме со парите под перница? Има проценка, 2020 ми се чини, Заев предлагаше некаква идеја да парите што се под перница, кои не се сите црни, да се разбереме, и дел се црни. Знаете одма да ме погодите за Знам што ве боли, кај ве боли, нели? Но не се сите црни, затоа што многу луѓе сеќавате во 2008-2009 година, кога беа големите финансиски кризи, ги вадеа парите од банки. Италијаните, например, тогаш извадија некои 115 милиарди евра и ги вложија во Швейцарија. Па после ги враќаа во една акција многу успешно. Многу и успешно. искуството со ТАТ, сега со Евростандард банка. Значи, што да направиме? Тие пари од подперница, сега ја сум последниот, нема да, па вие знаете и мене што ме боли, не сакам да се прогласувам за поддржувач на идеите на Заев, но ми се чини дека не беше само Заев, имаше порано идеи, например во периодот кога Горан Трајковски беше директор на управата за јавни приходи, он имаше една идеја да најдеме начин да ги повлечеме парите од кипарските банки, тогаш беа многу популарни, да ги донесеме во Македонија, без врачување. Се размислува за некој облик, некој модел на фискална амнистија на парите во Македонија? За црните? Белите, црните, модел ќе го каже тоа. Значи, во однос на она секој што си има заштеди, да, многу е подобро да ги остави парите во банка и многу се посигурни отколку дома. Тука воопшто немам дилема, но видете, тоа е одлука на луѓето. Каде е проблемот кај нас? Јас каде го гледам проблемот, сега зборуваме за оние кои што си имаат, ајде бели пари да ги наречеме или чисти, а ги чуваат под перница. Тоа се луѓе кои што немаат доверба во системот. Нашиот систем е многу уништен. И верувајте, јас да сум сега седната додека го гледаме ова наше интервју, подкаст или како да го кажеме, и да не си се познавам себе си, односно личноста која што, и јас ќе кажам, ајде сега и ти ќе кажуваш приказни, све е уништено. Тоа е факт. Комплетно довербата е разнишена и они сега и со кого и да зборуваат, дел од луѓето ќе ги прифатат, ќе ги однесат во банка, дел од луѓето ќе ви кажат, ами гарантирате дека нема да се случи некоја друга банка така да пропадне. Бидејќи пропаста на Евростандард банка остана со многу големи прашалници и тоа е нешто што јас сметам дека не треба да остане затворен случај, туку напротив треба да се испитува до крај. Затоа што не беше се така како што наведом изгледаше. Сега во однос на црните пари. Да. Значи за беливе сметам дека кој ќе се врати довербата во системот, Довербата нема да се врати со лоботомија. Се Кај согласувам. луѓето. Значи тоа нема да се случи. Можеме да им тупиме доверба, Не, нема доверба. Не, тоа нема треба доверба. вака, не. Тоа треба да го покажеме на дело. Ако не го покажеме на дело за луѓето да веруваат, не сме успеале во ништо. Мојата борба е тоа. Затоа што јас овдека можам да се валя да раскажувам приказни какви што сакам. Ако јас не делувам така во моето работење, нема доверба. Луѓето треба од ден во ден да ја стекнуваат довербата низ нашето реално работење, оперативно работење, во спротивно нема да веруваат. Довербата знаеме како може да се врати. Тоа е единствениот механизам. И се во однос на овие црните пари. Да. Лично мое мислење. Никогаш нема да ги поистоветувам со граѓаните кои што честно заработувале. Дајте ми една причина поради која јас треба да ги ставам сите во еден заеднички кош. Јас сум била директор во Елем и не сум земала едно лижавче. Црни пари И се сега- неодоначени пари. Така. И сега да ве прашам нешто. Фере према моите деца, мајка им да донесе одлука дека некои црни пари ќе ги ставиме во системот, дека еве сакаме да ги прибереме, а во исто време мама ништо, па што не земала и мама? Мама се бори за право, правда, функционирање на закони, честно работење. Така ги воспитува и своите деца. Мене принципите не ми даваат другачие да функционираат. Ја ве разбирам, ама тоа е во делот на поезијата на финансите. Има и практичен еден дел, а тоа е дека тие пари може да се оданочат. Значи, во искуствата на земји има искуствата на земји, има многу земји Кои ќе ги кои ги извади собирали парите? тие црни пари, ама Сега тоа е другиот дел.
Заев предлагаше 10% да се оданачат тие пари. 10 тие треба 70% да се оданачат. Законот вика 70%, како 10% да ги оданачат? Како 10%? На основ на што? Кај се тие пари? Министерке, тогаш нема да јат парите, а има една полоша работа, тоа да не ги приберете парите. Црните пари што седат од страна не мируваат. Парите имаат една незгодна особина да се нервозни, не мируваат и тие после ќе не дојат на друг начин. Преку добра што може да се купа само со црни пари. Значи вака се. Не можете да купите дрога со кредитна картичка. Ќе купите со црни пари. Видете, така и дрогата секогаш ќе биде така, тоа треба институциите да работат и јас знам дека идеални услови нема, но тоа треба да се скрати на се што може да се испофаќа, тука дилема нема. Во однос, повторно се враќам на црните пари. Сега, едно е ако се црни пари кои што се ајде да речеме во помал износ. За мене едните и другите се исто црни пари. Но помал износ е една работа, поголем износ е друга работа. И сега тој поголемиот износ, како да, од каде му се тие црни пари? Ако му се од тоа што работел на црно, тој не може да заработи кој знае колку. Ние зборуваме за црни пари кои што се создадени како резултат на криминал. Ќе ги гоните луѓето како криминалци. Сега. Ние знаете колку имаме гастарбајтери наши кои нелегално работат или полулегално работат во Германија, Швајцарија и така натаму. Тие не се криминалци. Така е. Ви тие ги чуват парите под перници. Се согласувам. И викате не може да ги ставите у банка, пошто се толку до 10.000 евра, над 10.000 евра. Се согласувам. Значи тие луѓе треба да ги разграничиме за да не направиме сега конфузија во делот на криминалот, па бидејќи кога зборувавме за законот за потекло на имот, се направи една паника дека ние сега ќе ги тресеме сите луѓе, па имав дури прашање од типот еден водовоđија се вознемирил и веламиче да не се секира. Не може ние или не знам, на зелено пазарче дали ќе ставиме фискални каси. Ќе ставите? Во моментот не ми е зелено пазарче фокус. Зошто? Ќе го објаснам зошто. Затоа што ние имаме многу поголеми проблеми кои што треба да ги решиме, кај што стварно пари бегаат. Ви кажам друг пазар Рудов, за кај што ќе ставите. И зашто има смисла зелено пазарче? Ама зелено пазарче нема врска. Квантарски пазар е позади. Квантарски пазар е епицентарот на развој на пласман на кеш во Скопје, например. Тоа сакам да кажам. И го знаат човекот кој е главен таму, мислам, да не го спомнувам името сега. Вака сега. Него како ќе го фискализирате? Тоа сега сакам да ви кажам. Прва работа не треба фискализација во тоа. Сите оние кои што работат на зелено пазарче плаќаат данок. Имаат паушален данок кој што го плаќаат. И тоа е така утврдено со закон. Верувајте, поминете, јас сум постојано таму, плаќаат. Суштината е како овојот големиот продава на помалина. Сега тука треба да се. Како кеш без фактура нема ништо. Така. Значи тоа веќе е проблем кој што треба да го решаваат институциите. И тука воопшто не треба да имаме дилема. Затоа јас велам, размена на податоци, вмрежување на институции е клучно. Информација од вчера од директорката на управата за јавни приходи. Вела Мелена, докај се со повратот на ДДВ поприлично немаш ништо ново вметнато, иако ја држам се уште затоа што наоѓам компании кои што на вистина треба контроли да отидат, она го пуштила до мене, ете поминало и она е во гужви, јас сум го стопирала. Но има многу што дополнително чекаат. Ми вели, министерке, ми е страв да ви кажам, што е Елена проблемот? Податоците ги побаравме од Боби од царина, она што поминувало преку царина и она што е евидентирано во ДДВ пријавите нема врска едно со друго. Или не е пријавувано, или се фиктивни и сега службите работат. Ние имаме покрупни проблеми кои што мора да ги решиме. Тоа е во тоа. Сега, понатаму. Министерството за земјоделие не може да нема информации прво во однос на производителите во земјава. Има начин како да се регулираат работите, но и секој пат го зборувам тоа. Ако сакаме да имаме посериозна борба со сива економија, тоа е само преку вкрстени механизми, односно
крстени контроли кои што ќе дадат резултат. Другачие невозможно.